Почитувани, грејната сезона не започнала со сета силина, а Македонија веќе се гуши во смог. Скопје, Тетово, Куманово, Струмица, нема град, нема регион во Македонија кој што го нема овој проблем. Денеска најзагадено е Скопје, вчера беше Тетово, пред тоа Куманово, Струмица се давеше, додека Заев синоќа се пењавеше дека е на пат до животот. Почитувани, лагите на оваа власт ги плаќаме со здравјето. Ветувањата беа дека Македонија ќе преземе чекори против загадувачите и мерки за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. На чекор сме до избори, мандатот им мина во лаги и уништување на екопротестите, на кои токму власта се појавуваше со гас маски. Почитувани, Заев ветуваше гасификација по теркот на Струмица и Куманово, а и годинава токму тие два града предничат во загаденост. Заев ветуваше здравје, а државните болници се најголемите загадувачи во Куманово и во Струмица. Минатата грејна сезона Венко Филипче вети гасификација на најголемиот загадувач во Куманово, болницата, но и на болницата во Струмица и на гинекологија во Чаир, но тие и годинава, наместо да лечат, дават преку оджаците, грејќи се на мазут. ВМРО ДПМН е во екот на еколошкиот аларм лани предочи сет од 20 на мерки, меѓу кои и онаа за гасификација на болницата во Куманово, на која и што и се потребни околу 200.000 евро од државниот буџет. За жал, ништо од тоа не е прифатено, не беше прифатено, не беше преземено. Наместо гасификација на загадувачите, сега власта преку Министерството за економија влегува во предизборен популизам со распределба на 250.000 евра за субвенционирање на неполни 900 плински уреди за автомобилите. Според статистиката за регистрирани возила во 2018 година во Македонија, има над 415.000 патнички автомобили, од нив 150.000 се во Скопје. Ваквата мерка на Министерството за економија на власта за жал нема да го реши проблемот, а ефектот ќе биде минорен. За истите пари, да подсетиме, може да се реши проблемот за Кумановската болница и со тоа да се реши најголемиот загадувач во општината со над 100.000 жители. Почитувани, ниту мислат, ниту знаат, ниту сакаат да знаат како да се решат проблемите на граѓаните. Единствено се грижат за обстанок на власт на изборите во април. Наместо на вистински мерки и грижа за граѓаните, посветени се на популизам. Времето за обнова на Македонија е блиску, за жал, по само уште една смртоносна грејна сезона со СДСМ на власт. Ви благодарам. Повелете со прашања. Од СДСМ вела дека ВМРО ДПМН ја губи поддршката од народот и дека на некој начин стравува да се појави на улиците онака како што најавуваше вашиот лидер, господин Ицкоски. Тоа што е потврдено и со изјави е дека СДСМ се плаши од поразот на изборите преку сет на популистички мерки и гледа да го намали тој пораз, а стравот е дотолку голем што Зоран Заев рече па порече еден класичен заевизам дека дури може и да нема избори токму заради рейтингот на партијата. Му порачувам на Зоран Заев да си ги гледа проблемите што ги има во СДСМ, да не се грижи за ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е победник на следните парламентарни избори и тој што ќе формира влада на Република Македонија. Ви благодарам.